А министерот за животна средина Нуредини ги избегна новинарските прашања, наместо да одговори што конкретно превзема државата околу загадувањето, тој само ја повтори изјавата од пред неколку дена. Нуредини не кажа ниту колку казни се изречени на загадувачите на воздух. На дебатата на која се дискутираше за загадувањето на воздухот, министерот за екологија не сакаше да зборува за причините и мерките кои државата треба да ги преземе. Дури неговата преведувачка инсистираше да се поставуваат прашања само во врска со меѓународниот извештај за загадување во земјата. Она што министерот го кажа беше само повторување на ставот од минатата недела. Во долгорочната стратегија е гасификацијата на земјава. На краток рок ќе ги преземеме сите неопходни мерки за да се запре загадувањето, како што е борбата против пожари и подобра контрола врз индустријата. Ќе разгледаме различни компании за интегралните дозволи А и Б и ќе сториме се што е можно за кратко време. Долгорочно ова е комплексно прашање на кое сите мора да работиме заедно. На прашањето на новинарите за време на панелот, министерот Нуредини не кажа колку казни се изречени на оние што го загадуваат воздухот. Она што министерот не го знае, Алсат го дозна од Инспекторатот за животна средина. Во текот на 2019 година беа извршени 1776 теренски инспекции и изречени се 49 казни за загадување на животната средина. 6 од нив се кривични пријави, а другите 43 се прекршочни. Еколошките здруженија велат дека државниот инспекторат и општинските инспектори не ја вршат работата како што треба. Нормално дека не ја вршат работата, не требаше да дојде до граѓаните да го поменуваат што треба да работат. Самиот закон стои, имаме кривичниот закон што се кривични дела, имаме закон за јавна чистота, има прекршоци, значи само ако знаете дека фрлање на отпадок или пикавец е 50 евра, така да се гледа на терен колку се работело на новие прекршоци. Не можеме да очекуваме дека само врз основа на апели нешто ќе се смени, мораме да применуваме строга контрола, санкции, за да тоа делува и превентивно во сите оние кои што не го спроведуваат законот и кои го загадуваат воздухот. Економската комисија на Обединетите нации во Европа денеска достави извештај до Министерот за екологија со 72 препораки за тоа како да се подобри животната средина. Извештајот покажува дека загадувањето на воздухот придонесува за смрт на 3000 лица годишно, додека намалувањето на нивото на PM2,5 според стандардите на ЕУ може да спаси приближно 874 животи.